civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Сруши режим со пенкало. Со пенкало стави подпис на договори кои што и го отворија евроатлантскиот пат на државата. И тоа се случи. Република Северна Македонија, 30-та земја членка на НАТО, во очекување на отпочнување на преговори со Европската Унија. Но покажа и дека е неселективен кога станува збор за правда и одговорност. Ке рече, може да ме величаш колку сакаш, но ако си се огрешил пред законот, ке одговараш. Се обврза и работи за создавање независен, правосуден систем и одговорност за секој, а со законот за јавно обвинителство се постави цврстата основа и гаранција за тоа. Почитувани, го повикувам председателот на СДСМ, Зоран Заев, да се обрати. Добро вечер, почитувани граѓанки и граѓани, како што кажа другарот Жабир Дерала, почитувани пратенички и пратеници на кои што ви се поклонувам за огромната храброст, татковинско чувство, патриотизам, за ова што денеска сме овде, посебно изразено за правната држава, драги пријатели, мои сограѓани. Чекоревме месеци и години за слободата и демократијата. И денеска имаме слобода и демократија. Парламентот ги донесе законите за судски совет, за судовите, законот за советот на јавни обвинители, законот за јавното обвинителство и цела една лепеза на закони од правосудството. И навистина, сега правосудството е на потек. Затоа сме вечер овде. Чекориме за правда. Почитувани сограѓани, навистина собранието вчера отвори ново поглавје во реформите на правосудството. Огромно мнозинство од пратеници застана зад законот за јавното обвинителство, кој е темел на градењето силна, независна и ефикасна правна држава. Зад него застанаа 80 пратеници. Зад него застанаа граѓаните и стручната јавност. Зад него застанаа нашите пријатели од Европската Унија и Соединетите Американски држави. Со овој закон гарантирана е судска разрешница на сите започнати судски процеси и постапки иницирани од специјалното јавно обвинителство. Сите предмети, почитувани граѓани, ќе имаат правна разрешница врз основа на фер и транспарентни постапки. На обвинетите ќе им се суди врз база на докази кои беа обезбедени низ долги постапки. Зашто основни индиции беа прислушкуваните разговори, односно бомбите. Нема скриена амнестија за никого, ниту за стари, ниту за нови случаи. Секој што го прекршил законот ќе се соочи со одговорноста. Секој што доправа ќе го прекрши законот ќе се соочи од одговорноста. Нашиот народ е желен за правда, за ефикасна правда, за брза правда, за правична правда. Но она што исто така е важно е тоа што со овој закон се гарантира дека политичарите нема да може да бираат и именуваат обвинители,
ниту да одлучуваат за иднината на предметите. Да, Џабир, те уверувам, нема веќе тефтерчиња, а тие што се виновни за старите тефтери, ќе одговарат! Тоа е важно за правдата, за државата и за еднаквоста на сите граѓани пред законите. Покажавме дека граѓаните, покажавме пред нашите меѓународни партнери и пред целиот наш народ дека имаме демократски капацитет да создадеме силни и независни институции. Со ова не само што ќе кориме кон правда, забрзано ќе кориме кон интеграции во Европската Унија. И затоа денеска дополнително се радуваме. Даваме аргумент плюс пред нашите сојузници во Унијата во обезбедувањето на толку долго очекуваниот почеток на преговорите. Покажуваме дека умееме, дека можеме да спроведеме реформи битни за граѓаните, битни за државата, битни за нашата европска иднина. Сега наред е Европската Унија и нејзините земји членки. Ние нашите ветувања ги исполнуваме. Ред е Европската Унија да го исполни ветувањето и конечно да ги отвори првите поглавја. Пред вас, граѓаните, ветивме интеграција во Европската Унија и НАТО. Ветивме подобар живот. Ветивме правда, правичност и силна правна држава. Поминавме низ многу премрежја додека да стигнеме до овде. И затоа денеска имаме право да се радуваме. Успеваме, мој народе! Успева земјата наша! Успева нашиот народ! Кога во 2017 година ја презедовме одговорноста да ги водиме институциите, на дело видовме што значило тоа заробена држава, за која ние, но и цел западен свет зборуваше. Со тоа се соочивме буквално во сите сектори, но најзаробена беше правната држава, во правниот сектор на нашето општество. Остатоците на Сваровски судството наместо делители на правда беа нејзини кочничари. Тие остатоци свесно оставаа постапките да се разлекуваат, делата да застаруваат и да се избегне разрешница секаде, каде што се може. Патот до правдата е спор и тежок, но Сваровски судството на секој начин се обидуваше дополнително тој пат да го отежни. Знаете ли кој беа единствено против закон? Законот за јавното обвинителство. Да, истите тие. Извршителот Мицковски, неговиот шеф Груевски и целото раководство на ВМРО ДПМН. Тие и како власт, и како опозиција ја кочеа правдата. Само за да ги заштитат криминалците од сопствените редови. Ни Мицковски и ВМРО ДПМН не им беше важно ништо друго, освен да испорачат амнестија за бегалецот од Будимпешта. И затоа сме денеска радосни. Не им успеа да го блокираат овој закон. ВМРО ДПМН и Мицковски од вчера се целосно поразени на темата правда. И вчера целата јавност тоа го виде. Успеавме да обезбедиме двотретинско мнозинство и ве повикувам со огромен аплауз да им се заблагодариме и да ги поздравиме нашите 80 пратеници од македонскиот парламент.
Затоа, почитувани сограѓани, треба да се искористи овој момент. Сите да се охрабрат. Судии, обвинители, поротници, ослободете се. Ниту ВМРО ДПМН, ниту Мицковски, ниту нивните инсталации не ви можат ништо. Граѓаните, нашиот народ, од кој што зимаме плата, очекуваат правда. На вас се, почитувани обвинители и судии, да испорачате правдата во Република Северна Македонија. Вие, граѓаните, со право сте незадоволни од правниот систем. И јас како индивидуа, но и сите ние во СДСМ не сме задоволни од испорачаното во областа на правната држава. Затоа решивме дека ни е потребно правосудство кое ќе одлучува и носи правда, а не правосудство кое застарува предмети. Сето тоа што требаше да го направи владата и парламентот го направи. Ги усвоивме, изработивме и парламентот ги одобри и гласаше сите закони од реформите во правосудството. Можеше да има и побрза правда, ама требаше Заев да се јавува по телефони за да наредува пресуди. За тоа ли се боревме? Се боревме против политичари кои што се јавуваа и нарачуваа пресуди. Ние го ослободивме судството. И да знаат и тие судиите и обвинителите дека го ослободивме, ама будно го следиме. И затоа денеска чекориме, затоа што гориме, затоа што сме жедни, затоа што сакаме правда! Правда во нашата земја сакаме. Легислативата, законодавството е донесена. Нема да дозволиме, затоа што и правосудството, и парламентот, и извршната власт, и локалната власт постојат заради граѓаните. Овде сме со будното око да следиме и да чекаме правна разршница на сите случаеви. Таму каде што има докази, очекуваме транспарентни одлуки по устав, по закон и собствено убедување на судиите. Очекуваме казни затвор. Таму каде што нема докази, законот важи еднакво за сите и никој не е виновен. Затоа сме денеска овде вака спонтано собрани. Затоа што ни треба правна држава, ни треба владење на правото, ни треба закон еднаков за сите. Затоа што тоа значи економија, затоа што тоа значи повеќе пари кај секое домакинство, затоа што тоа значи повеќе инвестиции, затоа што тоа значи и причина повеќе младите да не останат овде во државата. И додека дишиме, ќе се бориме за правда, како што се боревме за слобода и демократија. Стоиме вечер овде пред црвената линија и нема да ја преминеме, затоа што не сме ниту партија, ниту извршна власт да влезе во правосудската власт. Ние не смееме и нема да се мешаме во судската власт, но имаме обврска да бараме судската власт да се менува и тоа вечерва го бараме. Го бараме денеска, овде пред судот, ќе го бараме и преку институциите и преку јавност. Ќе го бараме постојано, се додека оваа држава, овие граѓани не добијат правда. Имаме обврска и тоа го правиме, да обезбедиме услови и за прочистување на правосудството. Северна Македонија не смее веќе да биде заложник на лични, криминални и партиски интереси, кои очигледно се уште го држат судството во заложништво. Затоа го донесовме
секој дел на законодавството од правосудството и затоа го донесовме и законот за јавното обвинителство, за да му овозможиме меѓу другото и на обвинителскиот систем да може да работи растоварен, растеретен од било какви политички влијанија. Сега наред е судството. Тие да преземат одговорност, да се кренат честните и професионалните и да учествуваат во прочистувањето од нечестните и непрофесионалните. Процесот почна. Имаме разрешени суди и обвинители. Имаме и судски пресуди. Ама тоа не е доволно. Народот бара разрешница на сите случаи. Не смее веќе судски случаи да се влечат со години. Мора да одговараат тие што предмети, пријави и пресуди чуваат во фиоки. Тие што судат имаат обврска да пресудат, не да одоговлекуваат постапки, не да спасуваат криминалци, не правдата не смее да се одлага, не смеа да се враќаат предмети повторно од почеток, затоа што граѓаните заслужуваат ефикасна, ефективна, транспарентна правда. Затоа во еден крик упатуваме порака судиите и обвинителите да си превземат одговорност. Сега, веднаш, правиме се за да обезбедиме подобри услови за работа на судиите и обвинителите. И тоа го знаат сите во државата. Да бидат заштитени, да добиваат поголеми плати, да работат во служба на законите и правдата. Покажавме на дело и исплативме надоместоци и за 2016 година. Обезбедивме услови и обезбедуваме и преговараме за уште подобри услови, за непречено, независно, па дури финансиски независно, да работат делејки правда. Редно е тоа да го вреднуваат преку конкретни резултати. Народот бара правда. Народот мора да добие правда. Само со силна правна држава, со ефикасно судство, со неселективно владење на правото, со еднаквост пред законите, можеме да зборуваме за развој и напредок за силна и способна држава. Тоа е вистинскиот пат. Ние 3 чекори напред, Мицковски и ВМРО ДПМН, 1 чекор назад. Ние 3 чекори кон правда, тие 1 чекор кон одбрана на криминалот. Затоа не сме и никогаш нема да бидеме исти. Ние ќе продолжиме да работиме за граѓаните. Тие ќе продолжат да работат за криминалците, оти не знаат поинаку. Ние ќе ја носиме државата кон Европската унија и НАТО. Тие ќе се обидуваат да ја враќат назад. Затоа ќе победиме, затоа што вие граѓаните гледате кој е за правда, а кој е за неправда. Кој е за Европската унија и за НАТО, а кој е за изолација. Затоа, мои граѓани, мој народе, ние ќе бидеме гласни и ќе чекориме напред, се до конечна правда. Никогаш, ама никогаш, нема да престанеме да работиме на обезбедување на правда и одговорност. Тоа ви го ветувам овде, пред институцијата која треба и мора да испорача правда. Правда за сите! Чекориме за правда! civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno.